Владата го продолжува процесот на лобирање и привлекување инвестиции преку активни разговори со неколку индиски компании. Владината делегација, предводена од премиерот Никола Груевски, го продолжува престојот во Индија во градот Џајпур, главен град на неголемата индиска држава Раџастан. На индиските компании им понудивме преку Македонија пристап до регионалниот европскиот пазар. За нас ова е огромна можност со цел отварање што поголем број фабрики, да се вработат повеќе луѓе, но и да се зголеми бројот на инвестиции, изјави заменик министерот за економија Христијан Делев, кој е дел од владината делегација. На средбите со компаниите пак, како што истакна директорот на Агенцијата за странски инвестиции Климент Чекеровски, Македонија успеала да го привлече вниманието пред се со својата посветеност, активно лобирање и промоција на поволностите што ги нуди на инвеститорите. Македонската економија годинава ќе има раст од 3,5%, наредната 3,8%, а во 2017 година 4%, предвидува Светската банка во најновиот извештај. Во извештајот се наведува дека Македонија и натаму е со најдобар економски раст во регионот. Растот на БДП во Хрватска е предвиден на 0,5% и 1,2% следната година. Во Црна Гора 3,4% и 2,9% следната година. Во Босна и Херцеговина растот на економијата ќе биде 1,5% годинава и 2,5% следната година, а албанската економија ќе има раст од 3% и оваа и 4% следната година. За Србија е предвиден пат на економијата од 0,5%, а следната раст од 0,5%. Изградбата на гасовод од Грција преку Македонија и Србија до Унгарија би била алтернатива за проектот Јужен тек, најави унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто. Според него ова е една од можните решенија кое би ги обезбедило предвидените количини газ што беа планирани со Јужен тек. Ваквото решение ќе се разгледа за 10 дена и со представниците на Турција, низ чија територија треба да минува новиот гасовод што го договорија Москва и Анкара како алтернатива на Јужен тек. Монополот за продажба на алкохолни пијалоци во Шведска, Систем Болагет, објави тендер за набавка на македонско црвено вино од сортата Вранец, соопшти Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија. Оваа објава за набавка на црвено македонско вино значи сигурен пласман на 24.000 шишиња, 18.000 литри македонски Вранец. Виното ќе се продава во 130 продавници 6 месеци почнувајќи од денеска. Ова е голем успех за винската индустрија во Македонија, која ќе добие одлична можност за презентација на шведскиот пазар, кој важи за пазар со прибирлив и истенчен вкус во однос на виното, наведува агенцијата. Специјализираниот ракометен портал Handball Planet излезе со прогноза за пласманот на светското првенство во Катар, според која Македонија ќе го освои 9-то место. Ако се покажат како точни овие прогнози, црвено-жолтите групната фаза ќе завршат на 3-то место зад Хрватска и Тунис, а од нашата група во осмина финалето би се пласирала уште Австрија. Германската канцеларка Ангела Меркел остро ги осуди исламистичките терористички напади во Париз, ги стави под заштита германските муслимани и укажа на поврзаноста меѓу Берлин и Париз. Во Германија нема безбедност, ако истата ја нема и во Франција, истакна Меркел, нагласувајќи поврзаноста меѓу двете земји на седница на која присуствувале и амбасадорите на Франција и на Израел. Во тешките часови за Париз и Франција стануваше збор за две катастрофи на денешницата кои не секогаш, но често одат рака под рака: за убиствениот исламистички тероризам и антисемитизмот, омразата кон евреите, изјави германската канцеларка. Таа предупреди дека тероризмот нема самиот да исчезне.